Добар ден, јас сум Весна Дамчевска. Овој прилог е посветен на синдикалните теми, а кога зборуваме за работнички права, кој, ако не да биде мој соговорник, првиот човек на Сојузот на синдикати, Слободен Трендафилов. Господине Трендафилов, одговорот на владата во врска со синдикалното барање за минималната плата, која беше 500 евра, а која сега веќе и е поголем износ, беше дека тоа е неодржливо затоа што сите ќе патат од инфлација. Кои се вашите аргументи за пораст на минималната плата? Благодарам пред се на поканата и на можноста да зборуваме за оваа важна тема и да ги информираме работниците, затоа што сметаме дека многу е важно работниците да бидат информирани во овој процес, за да можат да ги следат следните чекори кои ќе ги правиме, евентуални протести и штрајкови во поглед на незголемувањето евентуално на минималната плата и на сите останати плати. Морам да кажам дека тоа не е барање на ССМ и на синдикатот, тоа е барање на работниците и токму поради тоа спроведовме една анкета во Сојузот на синдикатите на Македонија, каде што 1600 испитаници одговараа на зададени прашања, затоа што владата и работодавачите не обвинуваат дека барањето за раст на платите е потреба само на неколкумина во Сојузот на синдикати на Македонија и дека само на тие како да им е потребно зголемување на платите, а не на останатите работници. И истражувањето покажа дека работниците сметаат дека минималната плата не треба да биде пониска од 600 евра, или 45% одговорија дека очекуваат минималната плата да изнесува најмалку 600 евра. 42% од испитаниците одговорија дека минималната плата не може да изнесува помалку од 700 евра за да си ги овозможат најнеопходните услови за живот, а само 12,8% од испитаниците одговорија дека сметаат дека минималната плата треба да изнесува најмалку 500 евра. Тоа нас ни покажа дека барањата кои ги имавме ние како синдикати годинава, дека веројатно веќе се застарени ако ја гледаме целокупната економска состојба и во Македонија, меѓутоа и во регионот со најавените зголемувања таму на минималната плата и најавените зголемувања на останатите плати. Многу ми е жал што владата како социјален партнер како да си ги изми раците и рече вие договарајте се, како ќе се договорите, така ќе постапиме. Ние имаме закон кој мораме да го почитуваме и дека согласно законот ќе следува само некое зголемување според нив, јас ќе кажам усогласување во месец март наредната година, тоа е за веќе за 5 месеци од денес. Сметаме дека немаме толку време за чекање како работници, особено ако знаеме дека според податоците на управата за јавни приходи, 73,3% од работниците во Македонија се со плата, односно со примања под просечната плата. А 33% од работниците во Македонија или 1/3 од работниците во Македонија се со плата под 30.000 денари, што ќе каже дека 1/3 од работниците во Македонија живеат на минималец. Но дополнително тоа што ние го говориме цело време е дека излегуваме и стапуваме со аргументи, а не само со произволни паушални барања, како што велат работодавачите. Тоа е само паушално барање и на паушални барања не треба да се дискутира. Барањето за растот на платите, не само на минималната плата, е неопходно и работниците го очекуваат цела година. За жал, и од владата и од работодавачите беа изиграни. Односно, едните оставија да се договорат работниците со другите, а другите рекоа владата која не ви даваме апсолутно ништо не ние, кога имаме ветар во грб, ќе ја послушаме владата во конкретниот случај, а да не зборуваме дека на ССМ му беше и одземено правото и за преговори, затоа и протестиравме на почетокот на оваа година, кога не се утврдуваше репрезентативноста, се одолговлекуваше, точно во периодот јануари-март, кога треба и да седнеме на маса да разговараме за евентуално зголемување на минималната плата. Да бидам искрен, аргументите се уште поголеми поради тоа што сите досегашни зголемувања на минималната плата покажаа само дека ако една компанија се затвори во тековната година, две нови се отвараат. Тоа значи дека колку повеќе расте платата, толку повеќе расте и деловниот опсег на компаниите. Дополнително некој ќе каже, ама видете кои компании се затвараат и колкав број на работници останале на улица, но во 2020 година бројот на вработени и бројот на невработени е зголемен во 2024 година. Тоа значи дека во сооднос со 2022 година нема намалување на бројот на вкупниот број на вработени во државата, што ќе каже дека ако се зголемуваат платите, дека можеби се затвара една компанија, но се отвараат две нови и тоа потврдува дека се вработуваат повеќе луѓе, односно повеќе луѓе
имате во компаниите кои со својата продуктивност им го ствараат капиталот на работодавачите, но нејасно е како цела година успеваат да ги изигруваат работниците со тоа. Договорете се со работодавачите, ама тоа е како да ги фрлите работниците во устата на лавот и да очекувате тие да се спасат сами, без да им даете апсолутно никакво оружје од спротивната страна. Но работниците имаат својата бројност, работодавачите го имаат капиталот како моќ, а владата има политичката моќ. И замислете си дека ние како работници се бориме против капиталот и против политичката моќ, што верувам дека сите сме свесни дека тешко оди. Што е со аргументите на владата, па и на речиси сите економисти, не речиси, туку на сите економисти, основното правило кога има повеќе пари во оптек, цените растат. Ако има поголеми плати, ќе има и повеќе пари во оптек. Веројатно, економистите и така наречените експерти во Македонија учеле од погрешна книга во изминатиот период, имајќи во предвид дека економистите и владите во регионот не го зборуваат истото. А во Македонија никој не сака, односно поточно најлесно им е да ги обвинат работниците за инфлацијата, најлесно е да ги обвинат работничките плати за инфлацијата, а не функционерските плати, на пример. 1800 функционери со плата помеѓу 2 и 3000 евра се колку 60 до 70.000 работници на минимална плата, да речеме. И тоа е нешто што мислам дека треба да им ги отвори очите, меѓутоа многу е симптоматично тоа што експертите и работодавачите како папагали повторуваат по владата. Ако владата излезе со податоци и каже дека сега инфлацијата се зголемува заради платите, на медиумите имате разноразни експерти и економисти кои го говорат истото, дури и со полоши зборови, имате работодавачи кои го потврдуваат сето тоа што го кажала владата и економистите и се вадат на тоа, но не е точно. Конкретно ќе зборувам за инфлацијата која денеска е 4,5% и 7% е на храната и на пијалоците. Значи на основните потреби е веќе 7%, а овошето и зеленчукот некаде помеѓу 20 и 30%. Синдикалната минимална кошница која пресметуваме, која е на 65.000 денари само за основните. И таа е показател дека не може ни со толку да се живее, а не како што сака некој друг да каже дека тоа е нешто што треба да си го овозможуваме ни, дека тоа ни е доволно. За една година е зголемена 7%, што ќе каже дека инфлацијата е зголемена за 7%, но свесни сме дека оваа година се прекршуваа колективните договори, односно не се исплаќаше плата онако како што е предвидено со општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор, просечна плата по коефициент за сложеност или за 12,6% зголемена плата. Дополнително ако на тоа ги додадеме и пеналите од 5% заради тоа што не се договори владата со синдикатите до крајот на минатата година за утврдување на тие коефициенти, тоа доаѓа некаде 17,6% требаше да се зголемат платите на вработените во јавниот сектор. Во приватниот сектор поголем проблем имаме во компаниите каде што не сме синдикално организирани, затоа што во компаниите каде што сме синдикално организирани во 85 до 90% од случаите платата расте далеку повеќе од растот на минималната плата, можем да кажем дека повеќе од 5 до 6.000 денари на месечно ниво се зголемува. Но работниците во приватниот сектор како да не се охрабруваат кога гледаат дека колегите кои се синдикално организирани, кои се членови на синдикатот, дури имаат за 30% повисока плата од нив, но не се охрабруваат да се зачленат во синдикатот за да ги уживаат и тие придобивки, а очекуваат за возврат синдикатот најмногу да реагира за нив, затоа што при пријавите до ССМ кои доаѓаат од работниците, во 90% од случаите се од работници кои не се синдикално организирани, а на кои работодавачот им ги прекршува нивните права. Дали до вас стигнуваат пријави за неисплатена минимална плата, за уште помал износ, можеби манипулации, исплати на дел, на рака? Тоа беше едно време актуелно, дали е тоа време веќе завршено? За жал не е завршено, за жал како повторно да разгорува ваквата состојба. Најголемиот дел на пријави за исплата на плата само во висина на минималната плата имаме од агенции за обезбедување, од угостителскиот сектор, од трговијата. Тие сектори се некако најопфатени, односно во тие сектори е најзастапено исплаќањето на плати само во висина на минималната плата. Тоа значи дека не им исплаќаат минат труд, прекувремена работа, работа на празник, работа во недела и ден на неделен одмор и слично, односно не им ги даваат додатоците. Сега ќе си го поставите прашањето дали е возможно тоа. Истражување на Financing и на Меѓународната организација на трудот ги потврди токму нашите стравови дека плата во плико се враќа на голема врата во Македонија. Не знаеме од кои причини и тоа во последните 3 години е веќе зафатено.
Близу 250 милиони евра покажува истражувањето дека работодавачите го оштетуваат државниот буџет со неуплаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување. Тоа значи за еден мандат на оваа влада близу 1 милиарда евра ќе го оплячкаат, односно нема да уплатат во буџетот средства кои се од делот на придонесите за задолжително социјално осигурување на работниците, што ќе потврди дека работодавачите ги плаќаат работниците на друг начин, под маса, во плико, под тепих, како сакате кажете го тоа, меѓутоа во кеш. Ние како синдикат си го поставуваме прашањето како кога во Македонија имаме закон за платен промет и кога не смете да правите трансакции над одредена сума на пари во кеш, мора со картичка и слично, работодавачите наоѓаат толку пари и на таков начин обезбедуваат исплаќање на дополнителен дел на плата, кои немаат проблем да го дадат на работниците за да ги задржат во Македонија. Дали некој замижува тогаш? Но имаат проблем да го платат на државата. Тука ние се поставува прашањето како синдикат, за нас е нејасно како тоа. Имаме изговори дека дупката во фондот е огромна, дека треба да се дотираат толку и толку илјадници, стотици илјадници евра, милиони евра и слично, за да може да се исплаќаат пензиите, а државата ги има на располагање 250 милиони евра, или тоа е колку еден дел од унгарскиот кредит кој требаше да го подигнеме. На годишно ниво зборуваме од страна на работодавачите кои не го уплаќаат. И потоа работодавачите со тие средства, замислете си дека си овозможуваат низа на луксузи токму на грбот на работниците, затоа што работниците се толку продуктивни, им заработиле 250 милиони евра само по основ на неплатени придонеси за задолжително социјално осигурување. Меѓутоа државата како да се однесува кон едните како мајка, а кон другите како маќа. Кон работодавачите се однесува како мајка, а кон работниците се однесува како маќа, затоа што одбива да ги зголеми платите, затоа што веројатно и во државата некој е свесен дека ако се зголеми минималната плата на 30.000, на 36.000 денари, дека тоа ќе биде минималниот износ за плаќање на придонеси. И веројатно се свесни дека работодавачите тогаш ќе мораат да ги натераат, ако денеска даваат 36.000 денари на работникот, му плаќаат 24.000 денари минимална плата и остатокот му го даваат во кеш, дека ќе треба за тие 12.000 денари да доплаќаат придонеси во фондот, и како да не сакаат од владата да им го нарушат комодитетот на овие така наречени газди, за да го приберат данокот кој треба да си го плаќаат. Патем тоа од платата на работниците, работодавачот само има обврска да ја пресметува и уплатува во фондовите за задолжително социјално осигурување. И затоа велиме дека состојбата во која се наоѓа државата, состојбата во која се наоѓаат работничките права, состојбата во која се наоѓаат и работниците денеска е вина на двајца социјални партнери. Владата која остава да се договараме со работодавачите и работодавачите кои послушно ги спроведуваат сите политики на владата, како патем тие да се политички избрани да раководат со истата. Затоа велам дека работниците со оваа анкета не охрабрија и ни покажаа дека треба уште повеќе и пожестоко да се бориме за зголемување на работничките плати, затоа што гледаат дека само на таков начин, преку борба заедно со синдикатот, може да се остварат. Сега, кога веќе сме кај статистиката и кај тоа што го зборуваат експертите во делот на инфлацијата, веќе си го поставуваме прашањето како тоа експертите во Србија, која е соседна држава, на 50 на километра е границата од Македонија, не се загрижени со зголемувањето на инфлацијата. Инфлацијата се движи помеѓу 3,5 и 4,5%, исто колку и во Македонија. Денеска минималната плата во Србија изнесува 500 евра, од 1 јануари веќе е донесена одлука дека ги изнесува 550 евра. Нашите граѓани кои живеат поблиску до српската граница заминуваат во Врања да пазарат затоа што е поевтино. Не затоа што е поскапо и не затоа што сакаат да поминат 50 до 80 километри па да потрошат повеќе за гориво, значи замислете се дека и да го платат горивото, им е поевтино да испазарат таму и да се вратат дома, но нашите експерти велат дека ако се зголеми платата во Македонија, тогаш ќе имаме повисока инфлација. Во Косово, кој исто така е на 50 километри од границата со Македонија, во јануари е најавено зголемување на минималната плата прво на 430 и нешто евра, а потоа од 1 јуни на 500 евра минимална плата. Веројатно, нашите заминуваат да пазарат таму исто така затоа што е поевтино и се прашувам како експертите тамошни, како овие нашиве, не размислуваат дека растот на платите ќе ја поттикне инфлацијата. Како во Босна и Херцеговина од 511 евра, ќе се зголеми за основно и средно, односно за неквалификуваните работници ќе изнесуваат толку, а за високо квалификуваните работници, оние со факултет, магистарски докторат, ќе изнесува повеќе од 740 евра минималната плата во ентитетот Република Српска, а во Босна и Херцеговина 511 евра за сите минималната плата ќе изнесува. Црна Гора да не зборуваме веќе, 600-800 евра за основно и средно образование, 600-800 евра за високо образование. И
изговорите кои ги кажуваат, не држат вода, ќе повторам уште еднаш. Инфлацијата еве оваа година се зголемува заради тоа што нема мерки од владата, иако ние како ССМ во континуитет кажувавме дека токму мерките на владата, кои беа или на наша иницијатива или на нивна иницијатива, но оние 63 основни прехранбени производи ја намалуваат вредно цената за 10% кога се на сила. А сега имате 7% изголемување на цените на храната и на пилоците, што ќе каже дека кога имате мерки на сила, му помагате на она население, односно на оние работници со најниски примања. Сега прашањето се поставува дали сакате да му помогнете на тоа население и на тие работници ако воведувате мерки или ако не воведувате мерки, сакате да помогнете на големиот бизнис. И најмногу загрижува и фрапира тоа што работодавачите, односно производителите, го користат секој момент за зголемување на цените, а потоа кога ресурсите ќе се намали цената на електричната енергија, на пример, или ќе се намали цената на суровините кои тие ги набавуваат за подготовка на нивните производи, нема намалување на цените. Туку само се чека новиот бран на зголемување на цената и потоа дополнително се зголемуваат цените на овие основни прехранбени производи. Патем тоа е случајот сега со висината на цената на јајцата, за која реагираат најмногу нашите граѓани, затоа што за неколку дена, за 100 денари се зголеми цената. Слушнавме и од работодавачите, односно производителите, слушнавме и од владата дека тоа било поради тоа што цената на сојата на светските берзи поскапела, но да не заборавиме, нашите производители не одат од ден за ден во трафика и купуваат соја за да можат да ги прехранат кокошките за тие да снесат јајца. Суровините ги купуваат многу месеци унапред за цела година и потоа ги купиле по поевтина цена и сега само затоа што се зголемила цената денеска на светската берза, тие имаат оправдување да ги зголемат цените на нивните производи односно на јајцата и се помалку луѓе да може да си овозможат и 2 јајца во текот на денот за било каков оброк и мислам дека тоа треба да ги загрижи. Не сакам да се повтори сликата во Македонија како што беше во Србија пред неколку месеци, кога министер ги убедуваше тамошните работници и тамошните граѓани дека ако скршите 2 јајци, ако ги испориш дека ќе направите еден оброк, ако ги сварите имате друг оброк и слично и ќе можете во текот на денот да се прехраните. Денеска луксус стана и да купите 2 јајца. Се ближи крајот на годината, актуелна исплатата на К15, обично се чека поголемиот дел од работодавачите, нели последниот момент. Се чини дека е помалку загрижувачка состојбата, можеби и доста е добра во однос на почетоците на исплатата на К15, дури и некои компании се надпреваруваат со износи за да привлечат работници, но што е реалната слика која што вие ја гледате на терен? Морам да кажам дека навистина напорно како ССМ работевме покрај тоа што ние сме потписници на двата општи колективни договори кои го утврдија правото на регрес за годишен одмор или народски попознато К15. Многу од работниците сметаат дека тоа државата со закон им го дава и дека тоа е милост. Меѓутоа не, тоа е борба која сме ја воделе за да го оствариме како право, затоа што ниту едно од работничките права не ни се дадени, за сите сме се бореле, исто како за К15. Добро е тоа што од година на година паѓа бројот на пријавите во делот на неисплатена обврска за К15 или за регрес за годишен одмор. Морам да кажам дека паѓа и бројот на работодавачи кои исплаќаат и понизок износ од утврдениот во колективниот договор заради некакви си финансиски потешкоти и тоа мислам дека е добар показател. 18.000 денари минимум треба да се исплати во приватниот сектор регрес за годишен одмор и тоа треба да го добие секој вработен во приватниот сектор без апсолутно исклучок. Не може никој работник да биде манипулиран од работодавач и тоа сакам да упатам директна порака тука преку можноста која ни ја давате дека не смеат да ве манипулираат, дека не можат да ви го исплатат регресот за годишен одмор. Регресот за годишен одмор е загарантирано право и до 31 декември мора да го уплатат, а ако не го уплатат, слободно пријавете во Сојузот на синдикатите на Македонија затоа што досега преку добра соработка со државниот инспекторат за труд по сите пријави е постапено, сите работодавачи се задолжени и исправени се на правилностите и исплатене регрес за годишен одмор во висина од 40%, затоа што инспекторите кога ќе излезат на терен констатираат каква е состојбата, дали има потписи од работниците и слично, но тоа што не загрижува како процес, меѓутоа и тоа е малку, но многу не загрижува како синдикати, е тоа што во компаниите каде што нема синдикат, работодавачот избира работник кој му потпишува
тој работник да исплати работодавачот понизок износ на регрес за годишен одмор, односно работник прави штета на сите останати колеги за исплатата на регрес за годишен одмор и тоа го имаме како појава се уште за жал и не можеме да го сузбиеме затоа што во конкретниот случај или работодавачот ги тера сите работници да се потпишат на спогодба во која викаат дека да се откажуваат од 18.000 денара, прифаќаат 8.000 денари, да речеме. И во тој случај ние како синдикати и Државниот инспекторат за труд не можеме навистина да влијаеме. Затоа но тоа го обезбеди оној член од договорот каде што се зборува дека може помала исплата во случај финансиски тешкоти без нели да се дефинира што се финансиски тешкоти. Така е. Што во таа насока може ли да се седне со работодавачите и да се разговара за тоа или они си стекнаа такво право од кое што сега тешко отстапува? Ние континуирано ги притискаме работодавачите да седнеме да разговараме за општиот колективен договор за приватниот сектор. Веќе подготвиме предлог текст кој за жал пред неколку години запна на член 12 и потоа не продолжи работодавачите да преговараат со ССМ. Што е член 12? За дали тоа треба да бидат информирани и консултирани работниците од страна на работодавачите. Замислете се дека не сакаат ниту тоа да го прават, ниту да ви информираат и да ве консултираат за одредени прашања во врска со работниот однос. Да не зборуваме за додатоците, надоместоците, платите и годишниот одмор и така натака. Значи за се зборуваме како информација и консултација. За жал ние мораме да бидеме самокритични, тоа го направи поранешен претседател на ССМ без одлуки на органите и телата. И за среќа не е повеќе претседател на ССМ, штетата која ја нанесе тој на тогаш на работниците за работодавачите да можат да ја злоупотребуваат ваквата можност е од несогледливи последици. Но за среќа сите активности кои ги спроведувавме ние како ССМ изминативе 4, 5, 6 години доведоа до состојба да сите мораат да исплатат К15 и сите веќе исплаќаат во висина од 40%. Многу мал дел, за разлика од порано, кога поголем беше делот кој исплаќаа понизок износ на регрес за годишен одмор во приватниот сектор, исплаќаат сега на таков начин. Дополнително успеавме да издействуваме за да им подадеме рака на работодавачите промена на законот и регресот за годишен одмор во висина од 80% не се даночи, односно сите работодавачи кои ќе исплатат регрес за годишен одмор во висина од 80% од просечната плата да не треба да плаќаат дополнително данок на износот и тоа ги поттикна работодавачите можеби и да ги наградуваат работниците на таков начин, затоа што нема да плаќаат 50% придонеси задолжително социјално осигурување, ќе можат да платат поголем износ на регресот за годишен одмор и за наша среќа 90% од компаниите каде што сме синдикално организирани исплаќаат регрес за годишен одмор во висина од 100% и тоа е утврдено со колективен договор на ниво на работодавач. Но, пак ќе кажем, работодавачите каде што работниците не се синдикално организирани, постои веројатноста да бидат изиграни и затоа треба да се охрабрат работниците да ни се приклучат на ССМ за да успееме заеднички да ги спречиме таквите појави. Од друга страна, во јавниот сектор во 2023 година за прв пат се утврди регрес за годишен одмор за вработените во Министерството за внатрешни работи, образованието, здравството и други дејности кои претходно немаа утврдено регрес за годишен одмор. Таму регресот за годишен одмор е некаде околу 13.000 денари, имајќи во предвид дека изнесува 30% од просечната плата, но и таму во голем дел на институции каде што имаме колективен договор на ниво на работодавач, регресот за годишен одмор почнува од 60% и па нагоре. Тоа значи дека со општиот колективен договор сме вовеле рамка под која не смее ниту еден работодавач во јавниот сектор да исплати регрес за годишен одмор и од воведувањето на нова можност, односно исплатата на регресот за годишен одмор, Сојузот на синдикатите на Македонија, а секој вработен во јавниот сектор, доколку добил минимумот утврден со општиот колективен договор, му обезбедено повеќе од 500 евра финансиски бенефит заради тоа што е член на синдикатот. Но нас повеќе не загрижува тоа што има работници кои не се членови на синдикатот, а ги уживаат истите придобивки на грбот на овие кои се борат за нив и мислам дека свеста кај работниците треба да се подигне за да се издействува. Замислете си дека 1 на 10 работници, затоа што во Сојуз на синдикатите имаме околу 70.000 членови, 700.000 работници имате во државата, 1 работник на 10 се бореше за регресот за годишен одмор и успеавме да го воведеме преку општиот колективен договор за близу 100.000 работници во јавниот сектор кои го немаа како право и за близу 400 и повеќе илјади работници во приватниот сектор кои исто така го немаа како право. Но можат да замислат работниците што ќе беше доколку тие не поддржија и 5 на 10 се бореа за остварување ново право и дали ќе имаше сила владата тогашна или сегашна или работодавачите тогашни и сегашни да бараат понизок износ за исплата на К15.
силата на работниците е единствено во нивната бројност. Немаат друга моќ. Бројноста треба да се покаже со членството во синдикатите, бројноста треба да се покаже на улица кога излегуваме да протестираме и кога излегуваме да штрajкуваме. Председателе, ви благодарам што бевте денеска со нас. Ви посакувам успешна синдикална борба, а на вас гледачи, слушатели и читатели на Слободен печат, ви благодарам што бевте повторно со нас.